Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Преосветен Владико, денес на празникот на светите првопрестолни апостоли Петар и Павле, со силата на пресветиот и животворен Дух, во заедничката молитва со присутниот народ Божји и преку возложените раце на архиереите, ти постана епископ на Црквата Христова и приемник на апостолското служење. Епископите во црковната традиција се наречени приемници на апостолите и продолжители на нивното дело, со што се истакнуваат важноста на службата и високата мисија на која се назначуваат оние кои што се удостоиле на тој чин. Оној што ја примил Божјата благодат, ја презема и обврската да се грижи, како што вели светиот апостол Лука, и за себе и за целото стадо, во кое Духот Свети ве постави за епископи, за да бидете пастири на црквата на Господ Бог, која ја придоби тој со својата крв. Ние веруваме дека оној кој им дарувал сила на апостолите за да сведочат за него, им ветил и дека со нив ќе биде преку сите дни до крајот на светот, и тој ги подкрепувал сите генерации приемници од апостолско до наше време. Ете, преку тој дух на вистината, кој што го примија Христовите апостоли на Сионската височинка, а во Светата Црква се чува со сета своја полнота, и ти на денешнава хиротонија се удостои да примиш дух на мудрост и разум, дух на совет и крепост, дух на знаење и богобојазливост. И токму сето тоа, веруваме, ќе ти помага да продолжиш и преку новата должност уште побудно да ги надгледуваш доверените души, давајќи им пример на сите. Епископската служба бара секојдневен подвиг и постојана истрајност, и како што советува светиот апостол, ако така постапуваш, ќе се спасиш и себе самиот и оние што ќе те слушаат. Со денешниот чин, преку Светиот Дух, врз тебе се изли љубовта Божја, и тој дар ќе ти помага со љубов да им служиш на луѓето и да ги исполнуваш задолженијата што ќе ти бидат определени од нашата Света Црква и од надлежниот архиереј. Продолжи да ги надградуваш доверените души во доброто и во благочестието. Постојано моли се за твоите дела да му бидат угодни на Бога, а љубовта Божја ќе ти дава сили за секое добро, зашто, како што вели свети Ефрем Сирин, кој има љубов, тој ја исполнува волјата Божја и тој е ученик Божји. Односно, кој има љубов, тој никогаш и никого не одбегнува, ни млади, ниту возрасни, ни славни, ниту непознати, ни сиромашни, ниту богати, туку себе си се поставува подолу од сите, за се извинува и се претрпува, како што порачува светиот апостол Павле. Ваквите совети нека ти бидат водилка и нека ти помагаат за да бидеш добар пастир, трудејќи се да имаш мир со сите и да имаш светост, без која никој нема да го види Господа, а сето тоа ќе можеш да го постигнеш служејќи му на Бога и на верниот народ преку послушност кон Господа и кон Мајката Црква. Љубовта евангелска и понатаму нека ти биде мерка во сите твои дела, во сите твои постапки и однесувања, како кон монаштвото и кон свештенството, така и кон верниот народ. Биди пример во верата која действува преку љубовта и труди се со личниот пример да упатуваш кон патот на спасението и кон изворот на надежта. Како архиереј, викаре на Дебарско-Кичевскиот митрополит,
игумен на Бигорскиот манастир, во крај и меѓу народ од различни националности, култури, верски и други припаѓања, продолжи да негуваш добри односи со сите, труди се да покажеш дека црквата има обединувачка задача, дека се и во се е Христос и дека во него сите треба да сме едно. Од она што си го постигнал како игумен и духовник на Бигорскиот манастир, покажуваш дека Бог те дарувал со различни дарби, да насочуваш кон вистинскиот пат, да привлекуваш за Господа и да упатуваш кон Господа богокопнежливи души, да им ги откриваш тајните на монашкото живење, да го шириш Словото Божјо и да ги умножуваш оние кои што ќе живеат достојно според заповедите на верата. Продолжи да градиш и да надградуваш дела со трајни вредности, дела за слава на Бога и дела спасоносни за нашиот народ. Проповедај го Словото, настојувај во погодно време и во невреме, укорувај, забранувај, советувај со голема долготрпеливост и поука, за да можеш што појасно и што поубедливо да ја сведочиш евангелската вистина и на верните да им служиш како пример во Словото, во поведението, во љубовта, во духот, во верата и во чистотата, како што советува светиот апостол Павле. Ако така постапуваш, ќе можеш и понатаму да привлекуваш и во манастирот и во црквата уште побројни души кои што копнеат по вистината и по Бога. Во досегашниот 25 годишен монашки живот ти покажа и боголюбие и родолюбие, се стекна со мудрост и со искуство потребни за секој духовник и пастир. Твоето име ќе биде забележано меѓу оние кои што го продолжија и го помогнаа воскреснувањето на монаштвото во Македонија. По твојот пример тргнаа десетици монаси, монахињи, па денес покрај во Бигорскиот манастир и во Рајчица се црнеат монашки раси уште во неколку наши други манастири. Прилика е да го истакнеме и тоа, дека по твое раководство воскресна и мијачката градиделска мајсторија, а покрај нејмарските убавини Бог те дарувал и луѓето духовно да ги надградуваш и да ја градиш црквата во нивните души, да придонесуваш во градбата на живата црква. Досегашното монашко и игуменско искуство ќе ти видат од голема полза и во епископската служба. Денешниот чин е за сеопшта радост на нашиот верен народ и на нашата света црква, но веруваме се радуваат и душите на славните претходници, на Јован Дебарски, првиот и славен архиепископ Охридски, на родолюбивиот Мијак Партени Зогравски, епископот Кукушко-Полјански, како и на Иларион и Арсени, и на сите доблесни игумени и црнорисци од сите генерации на бигорските братства и од сите места на бигорската околина, кои што ги красела љубовта кон Бога и кон родот наш. Подкрепувајќи ги духовно слабите и морално паднатите, помага им на оние кои што тргнале по лош пат и се оддале на современите зла, како и на сите кои што не ја нашле или скршнале од вистината. Во овие времиња преполни со најразлични искушенија, и предизвици, наоѓај време за сите, а особено за помладите.
За жал, како народ, држава и црква, се уште сме пред портите на правдата и за националните, и за црковните и за црковната и националната македонска вистина. Но силно веруваме дека ќе истраеме и дека се ближи денот кога и последните неверни томи ќе ја разберат и ќе ја прифатат сета наша македонска вистина. Во таа борба повикани сме сите да учествуваме, и иерархијата, и монаштвото, и свештенството, и верниот народ, и сите кои што оваа земја Македонија ја чувствуваат за својата тковина, а црквата македонска и охридска за своја духовна мајка. Преосветен владико, внимавај и чувај ја довербата што ти се дава и по молитвите на светиот Јован, претечата и крстителот Господен, на светите првоврховни апостоли Петар и Павле и на светите Климент и Наум охридските чудотворци, сите твои постапки и дела нека бидат за доброто на нашиот народ и црква, та во се да се прослави Бог преку Исуса Христа, чија слава и владење се вечни. Прими го овој жезал и благослови го народот Божји, принесувајќи молитви кон милостивиот Бог, за да ти испрати изобилни дарови од животворниот дух, да те усоврши, да те укрепи и да те направи непоколеблив. Амин. Долгоденствуј, преосветен владико, за многу години. Амин.